за сторени кривични дела, насилство спрема представник на највисоките државни органи и разна и друга дискриминација. Првата кривична пријава е поднесена против сторителот кој 19 февруари со фрлање камења го скрши стаклото на прозорецот на кабинетот на председателот на Република Македонија. А втората против сторителите кои истиот ден пред Собранието и Министерството за образование и физичка култура растурале летоци во форма на предлог закон за заштита на нацијата со кој на национална основа ги предиле основните човекови права и слободи признати од меѓународната заедница, се вели во соопштението на Министерството за внатрешни работи. Видишат насковските студенти за А1 телевизија од Тетово. Повторно беа изнесени позитивните барања, а организаторите успеаа да го одржат редот, иако во еден момент ситуацијата беше на рап на инцидент, главно поради зголемувањето на тензита од страна на повозрастните присутни, кои денеска беа релативно голем процент, бидејќи имаше помалку средношколци и студенти од вообичаено. Организациониот одбор на вечерашната пресконференција соопшти дека доколку барањата не им бидат исполнети до понеделник до 24 Здраво луѓето, денес е кратки, јас му одговарам, застанувам за сите ваши барања, кои се православни христијански. Да, тој да ги нема веќе. Така да видим систематизирајќите состава и вистинска точност. Со првата архиепископска списност не каже дека се остави, дека е на погрешен начин проведен. Ние различно ги разбираме изгледа. Нема сум со тоа дека ние го различни архиепископ на првата трета. Затоа всушност и тоа беше некако се инцидентно случајно, а тоа беше учество на нашиот одбор, студентски одбор. И всушност изјавата не значеше дека православната црква се одржава свитото. Според Ивановски, господин Михаил не поддржува идејата за страйк со глад и предложил тој да биде заменет со пости прист. На генерален штак на сите студенти. Вечер студентите македонци од педагошкиот факултет повторија ултиматот во случај да не се реализираат нивните барања. Ако до понеделник часот не биде остварено некој од нашите барања, ние во вторник повикуваме на генерален штрајк протест на ниво на цела република, а дел од организациониот одбор се почнат со глас со штрајк. Штрајк со глас. Денеска, рекоа студентите, имавме прием и кај архиепископот македонски и Охридски, кој говорел за улогата на црквата по прашањето на македонскиот јазик. Поради тоа се констатираше дека црквата ги поддржува нашите барања во однос на интегритетот на јазикот и националноста. Во разговорот се дискутираше и за воведување на веронаука во образовниот систем, која е од огромно значење за истите прашања кои што ние веќе ги имаме поставено. Според студентите од теолошкиот факултет, поглаварот на македонската црква не го оправдувал штрајкот глад, за кој студентите добиле поддршка од сите структури во земјава, туку се залагал за постепичест. На утрешниот протестен митинг во Скопје присуствуваат и нивните колеги на теолошкиот факултет покрај повеќето музички групи. Денеска имавме среди со Жак Хунцингер, амбасадор на Франција во Македонија, рекоа студентите, и тој нагласи да ја следи состојбата и дека не може да се меша во интерните работи на една држава. Средбата со рускиот амбасадор е откажана заради неговата презафатеност, додека британскиот амбасадор е во Лондон, дополнија студентите. На пресконференцијата студентите македонци упатија јавна благодарност до Министерството за внатрешни работи за вчерашното обезбедување на автобуси за средношколците од Тетово. Иако денеска во Скопје пристигна дел од средношколците од Гостивар и Хичево, кои од собранието поминаа покрај владата и протестниот марш го завршија во црквата Свети Спас, каде пред гробот на Црвелчев се покија пеејќи ја химната на Република Македонија. Председателството на општински се часот е закажан прием кај францускиот амбасадор Жак Хунцингер, а за утре според организаторите на протестите се очекува и следба со амбасадорот на Руската федерација Пјотр Добросердев. Барањето за прием кај британскиот амбасадор Тони Милсон е одбиен од амбасадата. Повеќе од 20.000 пред собранието, Министерството за образование и пред владата на Република Македонија.
Најголем дел од учесниците во протестот беа ученици од Тетово кои предпладнето со автобуси пристигнаа во Скопје. Поред дождот, разгласот не беше поставен, а протестот заврши порано од вообичаеното со прошетка до паркингот пред хотелот Грант, од каде беше организирано заминувањето на учениците од Тетово.